Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Пивофестот за Прилеп раскажа уште една успешна приказна. На 4 локации гори во Македонија, се уште активен пожарот во Прилепско кај Царевиќ. Мал интерес за привремено ангажирање пожарникари во Прилеп, повикот пролонгиран за неколку дена. За еден месец повеќе од 10 евра пораснала вредноста на минималната синдикална кошничка. Времето денеска претежно сончево и многу топло. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори, Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди и моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори, Канонада Прилеп, експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Три незаборавни вечери исполнети со музика, пиво и илјадници на смејани лица во Прилеп за време на одржувањето на Пивофест 2025. Градот беше епицентар на забавата со многу гости од сите страни на Македонија и од странство. Центарот на градот дишеше во ритамот на македонските музички звезди, како и со гостите од соседна Србија, Харис Џиновиќ и Никола Роквиќ. Спектакл и вистинска музичка магија под отворено небо беа сите фестивалски вечери, а публиката знае да го препознае и награди квалитетот особено за домашните звезди, како што се Тајзи, Антонија Гиговска, Дамјан Стојановски, Модерато и Екстра Бенд.
Очекувањата беа исполнети бидејќи брендот на Пивофест беше награден со голема посетеност и одлична атмосфера, а посетителите уживаа во богатата понуда на македонското пиво. Веќе денеска од раните утрински часови, центарот на Прилеп е во новото руво. Булеварот каде беше фестивалската журка е чист, така што градот може да продолжи со нормалното темпо во овие врели јулски денови. Денеска до 8 часот на територијата на Македонија се евидентирани вкупно 22 пожари на отворен простор, од кои 4 се активни, а 3 се под контрола, 15 се изгаснати. Се уште гори и активен е пожарот кај Прилеп помеѓу селата Царевич и Смолани, каде има мешана шума и ниско стеблеста вегетација. Во општина Василево, Македонски Брод, пак активни се 2 пожари кај селото Грешница и меѓу Срешнево, село Локвица и село Крапа. Според информациите од Центарот за управување со кризи, под контрола се 3 пожари во општина Желино, во Велешко, како и во општина Струга. Владата на Република Македонија го продолжи рокот за пријавување на јавниот повик за ангажирање на 400 пожарникари низ државата до 23 јули среда, со цел да им се даде шанса на што поголем број заинтересирани граѓани да аплицираат. Прилепската противпожарна служба ја штити најголемата територија во земјата од пожари, но ќе почека на потребните пожарникари. Привремениот ангажман е во траење од 5 месеци. Општина Прилеп има потреба за ангажирање од 30 нови пожарникари. Досега само 5 или 6 кандидати одговориле на барањето од повикот. Прилепската единица се бори со пожари, но и со застарена опрема и потреба од нови пожарникари. Мерката е дел од планот за вработување 2025 и представува прв крупен чекор за системско решавање на долгорочниот недостиг од кадар во противпожарните единици. Станува збор за најголем ангажман на пожарникари во последните 10 години. За нешто повеќе од 10 евра пораснала вредноста на минималната синдикална кошничка од јуни до јули, согласно последните анализи што ги прави Сојузот на синдикати на Македонија. Синдикалната минимална кошничка изнесува 65.328 денари или 1062 евра, а доколку во пресметката влезе и изнајмен стан од 6 квадрати за еден месец, кошничката изнесува 80.703 денари или 1311 евра. Од податоците на синдикалната минимална кошница, евидентно е дека откако завршија активните владини мерки, вредноста на синдикалната минимална кошница за 3 месеци е зголемена за 2637 денари, односно за 4,20%, додека кај храната и пијалоците за 3 месеци има зголемување за 2202 денари, односно за 10,25%, се наведува во соопштението на Сојузот на синдикатите на Македонија. Од ноќеска на полноќ малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и 98 се намалуваат за половина денар по литар, соопшти регулаторна. Цените на дизелот и екстралесното масло за домаќинства остануваат непроменити, а мазутот се намалува за 0,3 денари по килограм. Временска прогноза. Времето денеска претежно сончево и многу топло. Ќе дува слаб до умерен ветер од западен и југозападен правец. Минималните температури се движеа во интервал од 10 до 19 целзиусови степени, додека максималните ќе се искачат од 31 до 40 степени. Во Прилеп со максимална до 36 степени. Управата за хидрометеоролошки работи најавува дека во текот на неделата под влијание на топла воздушна маса од југ, времето ќе биде сончево и многу топло со дневни температури кои наместа ќе надминуваат 35 како и 40 степени целзиусови. Временска прогноза. Слушавте Пелагонинска хроника. Продукција Радио Пела, јули 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.